Почитувани граѓани, како ваш градоначалник имам обврска да ве информирам за се што се случува во општината без разлика дали е добра или лоша вест. Општина Газивева веќе четврта недела се соочува со неразбирлива блокада за носењето на предложениот ребаланс на буџетот од страна на мнозинството во Советот на општината, која брои 27 членови. Од нив 14 советници од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата, а 13 советници од редовите на СДСМ и коалицијата. Сите поголеми одлуки, како што се и буџетот на општината, треба да поминат на седница на Совет на општината. Почитувани граѓани, имам обврска да ви известам кои се проекти се блокираат со неносење на овој ребаланс на буџетот. Општината нема да има средства за да се распише јавен повик за изградба и рехабилитација на улици согласно планот за оваа година. Нема да можеме да распишеме јавен повик за одржување на јавното осветлување. Во прашање ќе бидат доведени редовните исплати на платите за вработените во јавното комунално предпријатие Газивева. Општината нема да може да ги исплаќа застарените долгови кои ги има кон фирмите, а се од времето кога општината ја водеше токму ВМРО ДПМН. Во прашање ќе биде доведено одржувањето на културното лето Газивева 2019 и целосната програма за култура. Блокадата на ребалансот значи и блокада на новите средства во буџетот. Средства наменети за капитални проекти. Проширување на локалниот пат Раштак-Бутел во должина од 5 километри и изградба на подпорен зид. Изградба на локален пат во Булачани и Виниче. Комплетна реконструкција на патот Хиподром Илинден. Уредување на каналот во населеното место Сингрич. Со блокадата на ребалансот се блокира изградбата на инфраструктурата во новата населба Хиподром 2. Блокирана изградбата на канализацијската мрежа во Страшинци, Економија, Попово Мало и Дризово. Вакуум канализацијата во Јурумери, како и продолжувањето на канализацијската мрежа и приклучоците кои не беа во Трубарево. Драги пријатели, иако уште на 25-та седница, која беше закажана на 21 јуни, советничката група на ВМРО ДПМН нема никакви забелешки, ниту при координациите, но и при расправата на комисиите. Тие од за нив познати причини со својот советник повеќе ги тргнаа од дневен ред точките поврзани со предложениот ребаланс. Никакви предлози, ниту забелешки нема ниту на следната 26-та седница, на која повторно го блокира предложениот ребаланс. Според нив, буџетот не бил развоен и се крателе средства од него. Се префрлале за непродуктивни трошоци на општината. Почитувани, во сето ова има само една вистина. Сите овие обвинувања се празни, бидејќи имаат само една цел – да се блокира носењето на ребалансот на буџетот и да се закочи работата на општината. Дозволете ми, дел по дел, да ги разобличиме сите нивни празни и лажни обвинувања. Прво, лага е дека буџетот не е развоен и дека во него се кратат средства, затоа што ова е прв пат од постоењето на општината Газивева, но и на било која општина во Македонија. Буџетот се зголемува, а не се крати. Се зголемува и тоа за дополнителни 72 милиона денара. Второ, не е точно дека се префрлаат средства за непродуктивни трошоци, затоа што овие 72 милиона денара се дополнителни средства кои општината ги добила од страна на владата за реализација на капитални проекти за изградба на патишта, водоводи, канализациони мрежи. За да ги добиеме овие средства, како општина сме подготвиле проекти со кои сме аплицирале, а јас, како градоначалник, со денови сум се борел за токму Газивева биде избрана за да ги добие тие средства, за да можеме да ги решиме поголемите проблеми на граѓаните. Трето, лага е дека и без ребалансот на буџетот општината може нормално
да функционира во наредниот период, затоа што од ова година на сила е новиот закон за финансирање на општините и тие тоа многу добро го знаат. Со новиот закон општините не можат да планираат средства за трошење во буџетот ако претходно за нив немаат обезбедени средства на приходната страна од буџетот. Токму затоа што оваа година е прв буџет подготвен по новиот закон, заедно со Советот решивме дека буџетот ќе биде поделен на 2 полугодија, односно во зависност од времето планирано за реализација на проектите. Средствата се предвидени на првите или вторите 6 месеци од буџетската година. Драги пријатели, општина Газибаба забрзано оди напред. Се развива секое населено место подеднакво. За прв пат се решаваат проблемите кои граѓаните со години ги имале. Се градат градинки, водоводни и канализацијски мрежи, училишта, спортски сали, улици, пешачки патеки. Токму тоа е болката на ВМРО ДПМНЕ. Тие не може да се помират со фактот дека општината денес забрзано се развива. Не може да се помират со фактот дека сите проекти кои ги ветувале, а не ги почнале додека ја воделе општината, сега се започнати и се во завршна фаза на изведба. Трубарево после 17 години доби функционална канализацијска мрежа. Раштак и Булачени добиваат водовод. Градинката во Стајковци, кои само ја ветувале, сега почна со градба. Затоа е лага дека кратиме средства од градинката. Јурумери конечно има можност да се збогува со септичките јами, со изградбата на вакуум канализацијата, која тие не ја ни почнале, иако мојот претходник доаѓа од тоа населено место. Како градоначалник, сакам да ве известам дека согласно моите надлежности, неколку пати се обидов да апелирам и да пробам со советниците од мнозинството да седнеме и да ги надминеме неусогласувањата. Но ова не е прва блокада. Сетете се на блокирањето за почетокот од изградбата на вакуум канализационата мрежа во Јурумери. Блокиран беше и проектот за изградба на новиот булевар Асно. Токму затоа, почитувани граѓани, сакам да ја знаете вистината. Јас и советниците сме од различни политички опции, но кога се работи за интересот на граѓаните, нема и не смее да постои политика. Препукувањата и политичките поени не смеат да бидат по штета на граѓаните. Тој еден советник повеќе значи одговорност повеќе, а не можност за блокади и уцени. Јас сум градоначалник на сите граѓани. Останувам посветен на сите проекти кои сме ги ветиле и сакаме да ги реализираме. Ниту една блокада, ниту мене, ниту советниците на СДСМ и коалицијата нема да не спречат заедно со вас, граѓаните, да работиме нашата општина да биде модерна и развиена општина.